2500 деца во Македонија се надвор од образовниот процес. И покрај воведување на задолжително образование, овој проблем е се уште присутен. Децата се иднината. Нивното образование е пресудно за градењето на општеството. Во таа насока првата детска амбасада Меѓаши 9-та година поред ја спроведува кампањата за глобална недела на образование, како апел до сите лидери во земјата да действуваат во правец на искоренување на неписменоста и исклучувањето на децата од образованието. Писменост за сите е мотото на кампањата за пристап и еднаквост во образованието. Децата од цела Македонија покажаа дека знаат да се грижат за нивните права и тоа го спроведуваат. Дојдени сме овде за да кажеме за вредноста на образованието и за правото на децата за образование. Јас секој ден гледам мои врсници кои се на улица наместо да бидат во школа и тоа е целта на ова што ние го правиме. Ова е порака на сите мои врсници, ама исто така и на државата, значи за тоа што треба да се направи за децата. Се подготвивме со овие транспаренти за да на некој начин им помогнеме на оние кои што немаат образование, на вистина им е потребно. Сите се вклучивме масовно да маршираме низ плоштадот во Скопје за да можат и поголемите и властите да не чуат со нашата силна порака сите деца да се вклучат во образованието. Ние како лица со хендикеп можеме да учиме, сакаме да се дружиме и сме како сите останати. Целта е да се што повеќе да се информираат граѓаните за проблемот кој ни предстои и што повеќе деца да се вклучат во образованието. Нашата цел е да направиме да има помал број на необразовани деца во светот. На овој ден јас учествувам во маршот кој што се организира во целиот свет, глобалната неделна акција за децата кои што не посетуваат училиште, без разлика од која категорија се, дали се деца со хендикеп, роми, социјално загрозени. Значи сите категории ги зафаќаме без раса, пол, националност. Им дадеме солидарност на оние деца кои што не се вклучени во образованието, а и воедно да ги потсетиме на оние кои што одговорни за да се грижат за почитувањето на нашите права и да им соопштиме дека правото на детето за учество во образованието им е прекршено. На сите деца кои што не одат на училиште, ќе им кажеме дека треба да дојдат во училиште, затоа што необразованието е голем хендикеп во денешните општества. Затоа што без образование сепак се никој ништо. Тоа е нешто најважно во животот. Без образование нема светлост, јас ви кажам. Знаењето е моќ, богатство, сила која никогаш никој не може да ја земе. Затоа е важно образованието. Сите деца ја заслужуваат шансата за едукација и свој допринос во општеството во кое живеат. Пораките за правото на образование и писменост не треба никогаш да престанат да се пренесуваат, порачаа тие. Глобалната кампања за образование се презема во знак на солидарност со над 80 милиони деца во светот, односно над 18.500 деца во Република Македонија кои не одат во училиште. Бојана Јовановска, проект координатор во првата детска амбасада Меѓаши е наша гостинка ова утро во Раноден. Добро утро и добро дојдовте во утринската програма. Навистина слушнавме убави размислувања, убави пораки токму од младите, од децата упатени до нивните врсници, оние кои што за жал од вакви или онакви причини не го посетуваат училиштето. 9-та година поред го организирате ова глобална недела на акција, што всушност во едни кратки црти представува. Па, глобалната недела на акција е всушност дел од глобалната кампања за образование, која што на меѓународно ниво е организирана од страна на Global Campaign for Education, додека Меѓаши представува национален координатор за Македонија, како што рековте веќе по 9-ти пат, односно 9-та година поред ја организира оваа кампања. Кампањата се залага, главното мото е да се вклучат сите деца во образование, бидејќи 75 милиони деца во целиот свет не посетуваат училиште, не знаат да читаат и пишуваат, додека 774 милиони возрастни се неписмени. Во Македонија бројката која што ја споменавме е над 18.500 деца кои што не се вклучени во образовниот процес и покрај тоа што основното и веќе средното училиште стана задолжително и бесплатно за сите деца во Македонија. Така, токму и мотото е писменост за сите, секој има право да го оствари, да го има правото на образование. Децата
врсниците прават за своите врсници, упатуваат пораки, ете навистина убави размислување, убав начин на нивно приклучување нели кон оваа акција. Дали е все помасовно од година во година, бидејќи тие се тие кои што главниот акцент го даваат на сето ова што вие го организирате? Па да, станува се помасовна и се повеќе граѓани се запознаени со оваа акција. Се повеќе невладини организации застануваат покрај нас и не поддржуваат во рамки на секоја глобална кампања за образование. Оваа година во рамки на глобалната недела на акција, која што се одржува 20 до 26 април, се одржува всушност секоја година последната недела од месец април. Имавме организирано неколку настани, меѓу кои што вчера на 22 април во 12 часот беше главниот настан на градскиот плоштад во Скопје. Како што чувте и ги видовте дечињата, излеговме со транспаренти и марширавме на градскиот плоштад, низ градскиот трговски центар, со цел да ја покажеме нашата солидарност со сите деца на светот кои што не се вклучени во образование и кои што немаат можност да научат да читаат и пишуваат. Така, во исто време, освен на градскиот плоштад во Скопје, нели такви читања, такви посети имаше и во другите училишта низ Македонија? Да, во останатите училишта низ Македонија, значи во Скопје останатите градови, во рамки на училиштата децата посветија еден училишен час на кој што чита приказни од големата книга која што ние така ја нарекуваме. Оваа голема книга која може да ја најдете на веб страницата на првата детска амбасада во светот Мегеши, содржи приказни кои што се раскажани од страна на светски познати личности како што се Нелсон Мандела, кралицата Рани од Јордан која што и почесна председателка на глобалната недела на акција оваа година, потоа Алис Вокер, Чимаманда Адичи и така натаму, додека од Македонија може да најдете приказни од Борис Трајанов, Коле Ангеловски, Амер Ниснокшичи, Маргарита Цаца Николовска и така натаму. Така познати личности кои што ги упатуваат пораките и токму значењето на образованието го потенцираат. Да, преку своите приказни всушност раскажуваат, ја пренесуваат пораката за тоа дека образованието е значајно, како тоа може да го промени светот, како може да придонесе да станат она што се во животот и така натаму. И овие приказни беа оние кои што се читаа вчера во училиштата во Македонија и учениците има можност да ги дискутираат приказните и сами да дојдат до пораката дека образованието е значајно и дека секој дете треба да го ужива правото на образование. Така. Вчера имавте и повеќе средби токму со оние луѓе кои што и директно се вклучени во сето ова и треба да мислат на образованието на младата популација. Да, имавме средба во Собранието на Република Македонија. Не пречека председателот на Собраниската комисија за образование, наука и спорт, господинот Сафет Незири, и уште две представнички од истата комисија. Бевме примени во салата Борис Трајковски и децата имаа можност да му поставуваат прашања на председателот образованието, зашто некои нивни другарчиња не можат да посетуваат училиште, што тие планираат и што би можеле да направат за да се реши тој проблем. Бевме навистина убаво пречекани од страна на представниците на комисијата и тие имаа можност да ја потпишат гаранцијата со која што ветуваат дека ќе дадат се од себе, односно дека ќе се залагаат за секое дете да биде вклучено во образованието. Подоцна имавме средба и со министерот за образование и наука, господинот Перо Стојановски, кој што пред 2 години има потпишано истата оваа гаранција и овде децата дискутираа со него за тоа што досега има тој направено во однос на тие своји залагања и што планира понатаму да прави во однос на оваа проблематика. Така, убаво е кога ете така директно ќе се пренесат тие размислувања, тие пораки токму до оние кои што и најмногу треба нели да се грижат и да работат за образованието на децата. Имате ли уште неколку активности во следниве неколку дена, бидејќи до недела е така целата оваа глобална недела на акција? Имаме активности кои што повеќе се концентрирани на одредени средби и посети, бидејќи всушност тоа е онаа порака која што сакаме да ја пренесеме, дека да ги освестиме оние лица кои што се должни да им го обезбедат на децата правото на образование и правото на квалитетно образование пред се. Оние лица кои што
со подпишување на одредени национални и меѓународни документи се заветиле дека ќе го обезбедат ова право, да ги подсетиме дека тоа е нивна обврска и дека не само во текот на оваа недела, туку во текот на целата година треба да ги остваруваат овие права и да ги остваруваат своите залагања. Треба да имаме неколку средби со функционери во Скопје, но и во останатите градови во Република Македонија. Слични вакви настани беа организирани како на градскиот плоштад во Скопје, во неколку градови, како на пример во Струмица, на градскиот плоштад со посета од страна на градоначалникот, обвинител и така натаму. И слични вакви настани очекуваме да бидат во цела Македонија во текот на останатите денови од глобалната недела на акција. Така се со цел да укажеме и да покажеме дека образованието е значено за самата личност, значено за развојот на општеството и во секој случај да успееме барем малку да ја намалиме онаа бројка од над 18.000 деца кои што не посетуваат, така за да можат и тие да си го остварат своето право на образование. Многу успех и во понатамошната реализација токму и на овој проект, меѓутоа и сите оние работи кои што Мегеш во континуитет во текот на целата година ги прави токму за децата и се радевам дека повторно во некоја следна прилика повторно за вакви убави настани ќе зборуваме. Ви благодарам. Продолжуваме